Живко Змејковски е татко борец за поубав живот на својата ќерка Елизабета, која му е се што има во животот. Роден како личност со хендикеп, прави погрешен избор женејки се со погрешна личност, исто така со посебни потреби, и создаваат дете со посебни потреби кое од бебе само ќе го изгледа, вели тој. Елизабета на целата состојба млада доживува и мозочен удар. Живко има само 57 години. Млад останува без работа, како стечен работник и повеќе не успева да се снајде за да заработи. До смртта на родителите живеел од нивните пари. Подоцна и двајцата му умираат на раце. Тој со минималната државна помош не може ниту да купи лекови. Со ќерката јадат само доколку ги запишат во тетрадка со вересија за да купи суво лепче. Храна јадат ако добијат помош или му дадат некои добри луѓе кои ги има се поретко, вели Живко. Куќата е со необелени ѕидови и мебел стар уште од неговото детство. Нефункционални апарати и оџа кој се заканува по нивното здравје. И иако овој човек има желби милион и синоним на неговото име е да живее, сепак, овој несреќен татко секојдневно вене и тоне во солзите кои ги лие заедно со својата ќерка. Денес е прилично студен ден. Некои од вас во топлите домови, а некои дури надвор, но и внатре исто како да се надвор со оглед на студенилото кое што го имаат во куќата. Денес сме во Ракотинци, во куќата на Живко Змејковски, кој навистина има проблеми, сака да го стави срцето на дланка. Добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера. Здраво, Оливера. Живко. Живко и Елизабета, се пријавивте во Срце на дланка. Очигледно дека имате и проблем што го сакате да го ставите вашето срце на дланка. Каков е вашиот проблем? Па и се бањаме во собата. Во соба? Зошто во соба? Купатило немаме. Немате купатило? Немаме купатило, со корито се миѓа. Овдека живеете, тука во оваа соба? Во соба и овдека искршени ви се прозорците. Гледам и дека е прилично излупена куќата. Сигурно е лоша состојбата и внатре. Внатре состојбата. А имате ли за храна? Како се прехранувате? Па се хрануваме, па така суво ќе јадеме. Имате ли пари за да купите или? Немаме ништо, немаме пари. Немате пари. Може да видиме. Куќава е ваша или? Наша, пола на чичко ми, пола на нас. Аха, поделена ви е. Овие соби се ваши, другите на чичкови. Овој се дитија, да. Одека ми е спадната му куќата све. И тоа дичето паднато ми е, и ми иде водата внатре. Ова е сигурно и мебел уште од времето на вашите родители. Уште мајка ми и татко ми е. Шпоретот функционира ли? Гледам и тој е стар. Не, старија и тој функционират. Некој пат топли, некој пат чадит, враќат. А што и се случува на Елизабета? И паѓат одма несвес, кома. Во кома паѓа? И на далечен напад, и заврти паметот. А ти дали си добар со здравието? Ми кажа по телефон дека не слушаш добро. И ја не сум добар, ногата ми боли това колено. А и не слушаш добро? И не слуша. А зошто не одиш на доктор? Бев, ама още да платам. Немате зашто да платите? И ова не слушате, двајцата. Немам заби. Не треба се платите забите. Сакате за вилици? Вилици. За се нешто е потребно пари, но и за најосновното, за лебот, за храната и храната, и лебот, и треба се ѓубре се платите телефон. Ми исклучат телефонот и струјата. Сметките треба да се платите. Се платите сметки. Земате минимална помош која што не е доволна. Не е доволна помош. Во месецот. За месецот. Живко потекнува од Здуње, македонски брод. Поради посебните потреби училиште завршил во Златен Сремец. Работел, вели тој, во ресторан во смени, но поради лошите услови на работа често се разболувал. Последици од тоа време чувствува и денес, а веројатно најтешка последица е одлуката да се ожени, ќе каже Живко, со лице кое се заканувало по живот и на неговите родители и подоцна на нивната ќерка. Од македонски брод, Здуње. Здуње? Таму си роден и живееше? Живеев, а 85-та школа тргнав во Драган Пајова, после учев во Златен Сремец. Школата. А потоа доаѓате тука во Ракотинци, фамилиарно? Фамилиарно дојдев на Ракотинци. Која правеше оваа куќа?
Па татко ми, чичко ми Никола. Па татко ми на рака му умре. Жолникот беше паринан и доби рак. Тоа, почина на рака. И дур се јавив кај вујко ми, тој почина татко ми. Пред неколку години почина и мајка ти и сега сте сами со ќерката. Сами и ќерка ми. Јас се оженив на 26 На 26 години? години, а свадбата на 21. 91. 91 година. Да. А ќерка ми се роди 92. Земате само социјална помош? Не работите? Па не работим. Зошто не работите? И ја се разболев. Бе прва смена и дојдов од работа и ми рекла жена ми, ај тоа ми кај дедати во домослање. Наго се поседиме. Мајка ми рекла, нека стиди се ја дојде од работа, нека одморите. Баш ти. Од работа дошол. И се налутила, тоа удиба по око, мајка ми. Реков ја на жена ми. Чија мајка е да го дираш? И тоа беше причина за подоцна да се оставите? И оставив не, дете не се не мамо со мене. И дете за маце да удреше на ми вати закоса мајка му. И не затепаш? Не. Ја бранив не да утепа на детево. Сакаш и не да тепа? Па не ли била мала таа тогаш? Па бе мала, ама одбранив. Кој те исчува тебе? Баба ми, дедо ми, вукица и татко ми. Ја бараше ли таа мајка и кога растеше, никогаш ли не ја побара? Бараше, не теше. Бегаше по мене. Мајка ми ме тужела, ме тужела, ја паника фатив, вриштев. Зашто те тужеше? Вриштев. Ме тужеше што без причина. Заврши ли сега тој кошмар? Се заврши ли тоа? Заврши тој кошмар. Веројатно поради лошите услови на живот Елизабета немала убаво детство, иако тоа и е најубавото нешто на што се сеќава во споредба со животот денес. Па еден ден, додека во училиште таа паѓа во кома, добива и мозочен удар и повеќе ништо нема да биде исто во нејзиниот живот. Нема да биде исто ниту во животот на Живко, кој покрај се бори за доброто на своето дете. Одеше во училиште, твојата ќерка, и таму за жал и се случи еден неубав настан. Да. Таа тогаш дознавте дека е болна. Болна. Што и се случи? Па мозочен удар. И се јави ова Павли на мајка ми. Ми сме на болница. Ја и мајка ми други ден појдевме, ни познаваше ни мама и татко. Не ме познаваш. Не познаваше, овој не ми е татко. Што се случи лани кога излегла од дома сама и не знаела да се врати? Ќерката. И се случи, баравме полиција. Со полиција ја баравте? Полиција. А каде била таа? Каде заминала? Заминала во Бутел. И донесе полицијата Кога повторно ти се врати свеста, татко ти ми каже дека не си ги познавала блиските? Па мојот татко не го познава, што не можев свеста да ја куцелондмирам. Па после му отидов сама во 8 септембар. Зошто отиде таму? Ме болеше многу главата. Те примија таму докторите? Ме примија и викам докторке, дај преметеме до 8 септембар. И реков да лежам неколку дена. И чичко ми Стевко и татко ме бараа со полиција. Во оваа куќа колку луѓе живеете? Тија Боги и Никола. Тој ти е браточет? Братите ми. И негов син? Син. Работи ли телевизорот? Работите, но ама слика нема. Нема слика. Слика има, ама црно луѓе има. Малку пари и не сасуват ништо. Ни треба да платам струја, треба вода да платам. Ѓубре треба да платам. А ќерката без така седиме, без јадење. Како поминува денот без јадење?
Ако некој дајете, дајете, ако не, седиме без јадење. Чекате некој да се смилува да ви донесе јадење? Да, Но не ли ви е жал? Дете ви е. да, Да го гледате гладно. жал ми е. Пиеш апчиња многу и веројатно и ти се јаде. Да. А што купувате од продавница со тие малку пари што ги имате? Па салама, вришли. Ручек правиш ли или Не можам, ја не сум способна, не се врти паметот, ќе паднам у кома. И барате тато ми се јадат, ја никај ќе немам пари да платам. Потенцијално да ми е доđено. И ни помош, ни имам, ни ништо. што најчесто ви бара Елизабета? Јадење за облека, ова све. А што јадење? А салама, супичка да свариме, кромпири не треба да земете, не мала. А немам ошто да те платам. Немате ниту за супа, ниту за кумпир. Ни кромпир немам. Едвај само Едвај, а сега да се пишуваме со лебот, што јадете друго? суво, Суфле. сув леп. Ти побарала? Плаче, татко. Не може така, иде секој така плаче. Зошто се расплакавте живко? Овде паднав однаш во кома и не ме виде никој. Само чичко ми Драган што ме виде од прозор. И Драгана, браточетка ми. И кога паднав во кома, Драгана сестра ми се исплаши и Драган дојде тука да ме дигне, да ме крене во креветот. Ја отрчав ниједно време, во 600 ми се стемни у болница во државна. И нема ме платиме болницата, прегледот. Со не изабевте? Со не изнаде. Колку месечно давате за апчиња? Па 60.000. И инекциите 80 динара даваме. Па ако попушите каката, напишете тамо ливче, сте платиме. Земате на вересија и лекови? На вересија. И лепе за вересија имаме, ако дајте, ако не, така да трпиме. Нели на овие години ви е незгодно кога одите во продавници да се молите за едно лепче? Се лепче, и молам Бојан да запишете тетрадката, да платам. Заборам сам. Мајка ми, терка ми, кома беше. Никој не ме помага никој дека. Ни Тичко, ни братуче, никој. Мувине нема никој овдека. Треба да се одновите куќава. Врати да се одновате, не ме студит мене. Креденчево однови, ова други. Ова е сигурно старо колку што си и ти. Старо. Очокот ми не чините. Не течет. Би бил најсреќен кога би имал Да. малку повеќе финанси да ти се санираат собите што ти ги користиш. И се користам собите, ама никој не помагат. Ниједен способни луѓе. Верувам дека денес способните луѓе кои што се и хумани луѓе ќе ги допрат твојата сторија и дека ќе ти помогнат во иднина. Би сакала да се омажам, да се усреќам. И татко ми ќе го земам со мене. Не би го оставила сам. Не го оставила сам. Зашто татко ми тој ме храни, ме дави, да јадам, А нема доволно ни за себе, ни за тебе. Нема доволно и за мене и за татко ми. Би сакала ли да видиш куќава направена? Би сакала да ја видам направена куќава. Јас верувам дека ќе имате среќа да ги направите, дедовите да заличат на вистински дом и да ти се исполнат сите желби.
Не мислете дека добрите луѓе се славаци. За мене тие се јунаци. Тоа се луѓе на кои им е дојдено убав збор, искрен поздрав, цврста рака. Нив не им е важно дали некој ќе им возврати со добро или не. Тие не се менуваат како дува ветерот. Тоа се луѓе на кои можеш да се потпреш. Тоа се пријатели кои најдобро се гледаат во мрачните денови, кога и сите да не напуштат, тие остануваат со нас.